Осогово и Пониква ќе бидат новите туристички атракции во Истокот. Овие два досега нецелосно искористени потенцијали постепено го адаптираат својот потенцијал во согласност со интересот и потребите на туристите. По речиси 40 години повторно се инвестира во некои крајно руинирани и запоставени објекти. По реконструкцијата на патот од Кочани до Пониква, еден од тие проекти беше секако старата и дотраена опрема, односно скилифтовите, кои што навистина беа изградени пред 40 години и забот на времето го беше сторило своето. Успеавме да обезбедиме средства за еден навистина регионален проект и понатаму продолжуваме со аплицирање со разни проекти. Таков проект е проектот Планински велосипедски рај, со кој што е предвидено изградба на пленарски дом со 28 легла и 2 велосипедски патеки од Пониква до Кочани. Препородот на овој регион е заедничка заложба и инвестиција на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка. Како Министерство за локална самоуправа ги имаме детектирано сите развојни потенцијали кои што ги имаат сите 8 плански региони. И заедно со владата, со нашите партнери од швајцарската влада, инвестираме и ќе инвестираме во следниот период за да ги активираме, за да бидат во насока на поддршка на туризмот. Ова е многу важно за развој на економијата и за стимулирање на сите плански региони. Шанса повеќе за промоција, но и зачувување на осоговието е прогласувањето на дел од него за заштитно подрачје. Бидејќи заштита на природата значи повеќе кратен бенефит. Тоа значи пред се заштита на природата и природните ресурси за идните генерации. Значи заштита на богатиот биодиверзитет и пределеска разновидност, но многу важно е дека значи и отварање на нови можности за одржив развој на локалната економија. Само Пониква со постојните капацитети може да смести околу 250 посетители. Со планирани и координирани инвестиции, за кратко целиот овој крај може да стане значајно туристичко место и важен мотор на регионалната економија.